Почитувани, деновиот вест број 1 во Македонија е тепањето на македонскиот јавничар од Охрид, известен Христијан Пендиков, наводно заради тоа што се декларирал за бугарин. Овој случај повторно покажа дека Мареците Пендаровски, Ковачевски и Бојар Османи се голем срам за Македонија. Се истрчаа со изјави од кои се добива впечаток дека поводот за тепачката во Охрид било омразата кон бугарите во Македонија. И на тој начин наседна на добро познатата финта нападот е најдобра одбрана, што форсираат македонските јавничари во Софија на чело со тамошниот председател Румен Радев. Со тоа целосно е девалвиран и посрамотен и правосудниот систем во Република Македонија, бидејќи марионетската власт во Скопје заедно со власта во Бугарија веќе пресудија дека причината за тепачката во Охрид е етничката припадност, без разлика дали истрагата ќе узврди други околности. И сето тоа само врз основа на една верзија од јавничарот Пендиков. Се уште немаме слушнато и втората страна, односно така наречените тепачи на Пендиков, иако првичните информации му даваат сосема друга димензија на настанот. Имено, веќе излезе информација дека јавничарот Пендиков е осомничено лице за трговија со кокаин, зашто има кривична пријава од полицијата. Нема објаснување зошто нема притвор за бугарашот Пендиков, како дилер на дрога, иако во Македонија и за поседување на неколку грама марихуана се одредува притвор. Исто така, и така наречените тепачи и биле познати на полицијата во Охрид, кои биле пријавувани за нарушување на јавниот ред и мир. Затоа, скандалозно е што бугарските и македонските власти не ги испочитуваа МВР обвинителството и нивните информации за можна наркодилерска пресвета. Бојар Османи ја сами Македонија со одењето во Бугарија и глумење на истражен орган, кој на настанот му дава политичка позадина. Наместо да почека истражните органи да ги утврдат причините за кафеанската тепачка во Охрид, заедно со македонските јавничари во власта во Софија и замеша политиката. Од тука се поставуваат најмалку две прашања. Прво, што ќе каже Мареците Пендаровски, Ковачевски и Османи, доколку излезе дека се работи за дилерско криминална пресмета со криминална позадина? И второ, до кога ќе наследуваме на ефтини бугарски сценарии? Ви благодарам.